кажува дека ќе погледнеме дека она што го кажувал порано и она што го кажува сега е исто. И ние гледаме интервју што кажува дека никогаш нема да каже Северна Македонија, макар му го земали мандатот. Кога го зима мандатот, односно кога станува премиер, кажува Република Северна Македонија. Тој во 2019 што кажува? Преспанскиот договор е нерелевантен затоа што народот на референдум 91 си го кажал своето мислење, гласал за независна и суверена Република Македонија. Околу враќање на името. Тој вчера се дрзна, иако Лазаров му посочи, се дрзна да го лаже Лазаров у очи и да лаже целата македонска јавност. Ова е видео малку подолго затоа што има исечени делови од претходни него стави, залепени со тоа што го кажува вчера, така да го погледнеме видеото, лагат преварата за името. И Мишко Иванов да го поздравам, бизнис муабети. Да, и он има подкаст. Да. Преварата за името. 2.45 е видеото. Да, пушти го. Не прашав за името во ниту еден момент вечера. Се сеќавам на изјавите дека доколку се дојде до двотретинско мнозинство во собрание, името Преспанскиот договор ќе биде раскинат. Јас стоам на ставот дека наидовте на ситуација да морате да користите придавката каде што морате, меѓутоа тоа го знаевте и пред да дојдете на власт. Така? Јас бев првиот уште во 2019 кој што кажа дека Преспанскиот договор е реалност. Единствен важечки правен документ во оваа држава кој што ја детерминира државноста е резултат на волјата на граѓаните во 91 година кога огромно мнозинство од оваа држава граѓани рекоа дека ова е Република Македонија, суверена, независна држава. И тука нема никаква дилема. Бев првиот кој што тоа го кажа. За да се случи чекор назад, правно, легалистички, тоа е она кое што ВМРО-ДПМН се бори и ќе се залага и се залагаш. На нас не се потребни 80 пратеника во собранието и условот Бадинтер. Јас бев првиот уште во 2019 кој што кажа дека Преспанскиот договор е реалност. За да одиме чекор назад, потребни ни се 80 пратеника и Бадинтерово мнозинство. И сега таа кампања која што ја води СДСМ или некои други политички партии, не би сакал да ја коментирам, бидејќи е лажна кампања, како и многу кампањи што се водеа наспроти мене. Тоа сме го кажале во минатото многу пати, сум го кажувал јас дека доколку имаме 2/3 од бројот на пратениците во рамките на Македонското собрание, единствениот начин да се создаде можност да чекот назад поврзан со Преспанскиот договор. Да, но се створи чувство кај народот дека доколку дојдете вие ќе го има решението за овој случај. Еве излезе едно вирално видео од претседателката Гордана каде што вели јас во животот никогаш Северна нема да кажам и потоа монтирано видео каде што кажува Северна Македонија. Тука е болката на народот и се чувствуваат предадени. Точно, јас и после оваа емисија повторно ќе ви кажам дека ќе има такви видеа од поединци. Но ако го гледаме широкиот контекст, се тоа што го зборувам и сега и тогаш кога ги монтирале тие видеа и за претседателката и за мене, ќе стане јасно дека и тогаш и сега истото го зборуваме. Мислите дека јас во моите говори ќе ја употребам таа нова придавка, нема да ја употребам. Еве ви кажувам отворено. Значи нечете речи ни тада. Нека ми го земат мандатот, да. Јел хоќете да нам кажете да нечете ни тада да кажете никада Северна Македонија? Многу отворено дека никогаш нема да кажам придавката на новото име. Никогаш, нека ми го земат мандатот. Очите речи да сте лажов. Очите? Нечу, очите. И што да се коментира на... Да, малку повише лаже од тие што најмногу лаже. Александар Миленковски има предлог една минута мог да направи. Да. Една минута.
Така е, Маша. Види, ке... Фала, да, еве да му заблагодариме на Лазаров што ни дозволи да ги користиме материјалите од вчерашното интервју кај него. И сите што го немаат сите што го немаат интервјуто, гледано, да. може да го гледате кај Лазаров на канал. Се согласувам со Маша, после не знам што Тоа да што сум коментирам. го... Види, Знаеш што? крајот беше најиндикативен и крајот е најголемата иронија и најголемата шизофренија во крајот. Нели крајот го краси делото. Значи на крајот од одговорот за името кажува дека ќе погледнеме дека она што го кажувал порано и она што го кажува сега е исто. И ние гледаме интервју од 2021 или 2020 тоа на TV20 Кец, кај што кажува дека никогаш нема да каже Северна Македонија, макар му го земали мандатот. И два пати го пушти фисечокот кај што кога го зима мандатот, односно кога станува премиер, кажува Република Северна Македонија. Дополнително, он вели дека кажал дека бил првиот политичар во Македонија што кажал дека новото име е реалност. Не е точно. Тоа не е точно. Не е точно. Он ги пушташе градоначалниците на ВМРО ДПМН после изборите 2021 на неколку наврати да кажуваат дека е реално за да опипа пулс у јавност како ќе реагира јавност. Он тоа што го викаше, тие видеа се од 2019 од Алсат, ја му пишав и на колегата Лазаров, а имаше многу коментари, веројатно не успел да ги види. Тој во 2019 кажува, тоа е неколку месеци по промената на името, вели Преспанскиот договор, у суштина што кажува? Преспанскиот договор е нерелевантен затоа што народот на референдум 91 си го кажал своето мислење, гласал за независна и суверена Република Македонија. Таа теза на него му беше се до победата на локалните избори. После да сврте плочата. Ама и тогаш кога викаше јас доека сум председател на ВМРО ДПМН, новото име не може да биде реалност. Поентата е дека ти, друже, не си викал од 2019 дека новото име е реалност, туку си викал дека референдумот од 91 е единствена легитимна одлука на македонскиот народ како се вика оваа држава. И после си викал, за да се врати чекор назад, за да се раскине Преспанскиот договор, ти треба 80 пратеника во собранието и Бадентер. Па ти имаш во моментов 78 као ништо пратеника. Велиш дека СДСМ се користело со секакви методи за да дојде до пратеник плюс за промена на името. Искористи ги истите методи, дојди, земи уште некој пратеник од СДСМ, Бадентер имате заедно со твојата коалиција, во Левици имаш членови на малцинства кои што се пратеници и ти ќе имаш и Бадентер. Чист. Ама ти лажеш, бе, друже. Лажеш, го гледаш Лазаров у очи и го лажеш. Ама не Лазаров, он го гледа народот. Народот, Не, не, ама, лаже. знаеш, не само Лазаров. друго е кога гледаш Граѓаните у ги камера. гледа, не. Друго е кога гледаш, Ама не, гледаш човек, еве, јас сам седам Не е така, не е против така. тебе и ти викам, Ние Ама он не сме го лаже народот. Лазаров. Лазаров е ќе го представник на излаже, народот јавноста. го лаже. Тука е проблемот што го лаже народот и не престанува да го лаже. Значи се што претходно кажал доека стана премиер, се лажал. Буквално се. Од Преспански, од него менувам името, него признаваме Преспанскиот договор. Ќе го вратиме уставното име на Македонија, нема да го почитуваме Република Северна Македонија. За вчера да каже, ние мора да се помириме. И јас во еден момент вика и јас не сакав и не го прифаќам и не ми е драго што го кажувам Република Северна Македонија, ама тоа е реалност. Значи се што е реалност и зашто он не лажал дека не е реалност и дека ќе ја смени таа реалност, се излажал. Ти што очекуваш од овој човек? Значи играл со чувствата, со сентиментот на македонскиот народ, со неговите чувства за да дојде на власт. И само на таа карта победи. На патриотизмот, на тоа дека ќе ги апси криминалците од ДУИ, дека ќе го врати, односно нема да го почитува, не го признава Преспанскиот договор и дека ќе го врати уставното име. Значи тие сите најболни точки на македонскиот народ, он кажа дека ќе направи промена и излажа. И сега, па што е уште пострашно, не прави сите дека сме глуви и слепи. и недоведни. И недоветни и дека немаме памтење. Дабл Тоа е уште полошо. даун прави налагата, играјќи на куса меморија. Ама немаме куса Ама меморија немаме. за жал. За негова жал. За среќа. И сега, Инаку. што се случува? Не напаѓа сите што
Апсолутно, ние бараме аргументи и бараме тоа што го ветил да го исполни. И сега му се криви што го напаѓале, не знам, од синдикати, му се криви што што ние, например, аргументирано го напаѓаме. Зошто лаже? Или зошто не ги исполнува сите ветувања што ги даде на македонскиот народ? Зашто треба да го фалиме? За лагите, браво Мицко, продолжи да лажиш уште повеќе за локалните избори, ако може. Така треба да му речеме. Само да искоментирам Македонар ветрола сите учат, то се он во суштина се користи со глупавите ВМРО-ски тези.